регионалните вести ќе гледате. Сдруженијето на пензионери од Тетово беше домаќин на 21-та регионална ревија на песни, музика и игри. Значајни успеси за двајца гимназијалци од Тетово на надпревари по роботика и информатика во оваа учебна година. Фотографии на сараевскиот фотограф Нихат Нинопушија изложени пред тетовци. Изложбата ќе биде отворена до 26 мај во музеот на Тетовски крај. Тетово денес беше домаќин на 21-та пензионерска ревија на песни, музика и игри. На големата сцена во Тетовскиот центар за култура настапија членови на пензионерски здруженија од 4 општини. Присутните имаа можност да уживаат во мултиетничка манифестација, исполнета со богата културно-уметничка програма. Сдруженијето на пензионери од Тетово денес беше домаќин на 21-та пензионерска ревија на песни, музика и игри. На големата сцена во Тетовскиот центар за култура Илјо Антески Смок настапија членови на пензионерски здруженија од скопските општини Ѓорче Петров, Шуто Ризари, Бутел, како и пензионери од Тетово. Присутните имаа можност да уживаат во мултиетничка манифестација исполнета со богата културно-уметничка програма. Како организатор на манифестацијата се јавува Сојузот на здруженија на пензионери на Македонија. Регионалните ревии на песна, музика и игри се врв на пензионерското организирање и пензионерите во својата мисија ја имат задачата да го зачуват нашиот национален фолклор и денеска на оваа сцена во Тетово неколку здруженија ќе покажат што ни припремиле, а секако дека тука ќе има песна, ќе има оро, ќе има убави носија, бидејќи знаете, фолклорот е синтеза од повеќе работи. Не е само орото и песната, тука е и обичајот, тука се и поговорките, тука се и анегдотите, тука се и носите. Кога станува збор за носите, јас предпочитам да кажам дека ние пензионерите не сакаме нашите носи да стојат во темните сандаци или во витрините на музеите, туку сакаме да ги носат нашите пензионерки. Токму заради негувањето и практикувањето на овие регионални ревии на песна, музика и игри, а кои што ревии се кронисуваат и со одржување на републичка ревија на песна, музика и игри, бидејќи од овие 8 региони ќе се избера 25 најдобри здруженија кои ќе се најдат, односно ќе се најдат свое место и значење на републичката манифестација, ова културна голема манифестација. И благодарение на овие манифестации, да се повторам, Сојузот на здруженија на пензионерите на Македонија се стекна со статусот јавен интерес, токму заради зачувување на фолклорот, кој што е многу битен за нас, бидејќи тука несомнено се вклучува и одржување и зачувување на нашиот идентитет. Ваквите манифестации се одлична можност за меѓусебна дружба на пензионерите, како и размена на мислења и искуства, посочи председателот на Сдруженијето на пензионери на Тетово Силвер Мемети. Годинава ни дадена довербата на нас да го организираме ревијалната фолклорна настап, за да можеме едноставно да ги собереме пензионерите и ова манифестација ревијална има и своји вредности. Првата вредност е запознавање на пензионерите меѓу себе. Втората е дружење на пензионерите. Третата е размена на мислење и искуства за било какви работи. Значи, има и други позитивни
работи за организирање на средбата на фолклорната ревија, која е 21 поред. Сите учесници на денешната ревија се потрудија да презентираат квалитетни изведби. Сите добија благодарници, а најдобрите ќе земат учество на Републичката пензионерска ревија на песни, музика и игри, која што ќе се одржи во Скопје. Значајни успеси за двајца гимназијалци од Тетово на надпревари по роботика и информатика во оваа учебна година. Учеството на надпревари е мотивација на учениците да го надоградуваат своето знаење, а добивањето награди е потврда за трудот. Во текот на оваа учебна година, во роботиката и во информатиката, двајца средношколци од гимназијата Кирил Печиновиќ од Тетово забележаа значајни успеси. Лука Стефановски, ученик во 4-та година, освои второ место на надпреварот за роботика, вештачка интелигенција и електроника, Робомак Јуниор, надпревар на кој се учествува само со покана. Јас на тој надпревар освои второ место, со што нашиот робот што го имавме направено, финалната цел ја достигна за скоро најбрзо. Роботот ние требаше да го оптимизираме за да знае да не се удира во зид, за да знае дека има пред него препрека да се сврти во зависност на тоа каде ќе биде поставен на траката и во одредени сегменти од таа трака имаше линија која треба да ја следи, затоа што таа линија можеше побрзо да го доведе до целта. Ние бевме ставени во тим каде што бевме измешани од повеќе училишта, од повеќе средни. Сите имавме поделено на три еднакви улоги имавме во креирањето на роботот. Јас требаше да најчесто да го тестирам на траката што ни беше дадена како бета верзија од финалната трака, за да знаеме дали ќе може роботот да ни оди на до главната цел. Филип Стојановски, ученик во 3-та година, на Бербс Челендж доби посебно признание. Ја учествував во Бебрас Челенджот. Бебрас Челенджот е за развивање на компјутерска логика и логика во цел. И лани учествував и сега и не очекував година некоја награда да добием, но еве постигнав успех различен од лани. Годинава добив наградата Honor Roll. Тоа е најголемата награда која што можеш да ја добиеш на овој надпревар. Надпреварот е всушност што кажав за компјутерска логика и многу помага во информатиката, бидејќи информатиката не е само за програмирање и за учење на некои програмски јазици, треба да се користи логиката најмногу, да се спојат повеќе предмети како математиката и има и други предмети кои што треба да се спојат за да подобро научиме да програмираме и да можеме проблемите одма да ги решиме и да се снајдеме. Бебрас Челенджот е всушност само неколку различни задачи кои што треба, не се сите поврзани со програмирање, но сепак треба да, ако се снајдеш со тие задачи, ќе можеш и после да се снајдеш со програмирањето во информатика. Гимназијалците секоја година учествуваат на надпревари под менторство на професорката по информатика Лидија Ивановска. Многу е важно за учениците да учествуваат на надпревари, затоа што се мотивираат за понатамошното учење, изучување на информатиката, програмирањето и ние традиционално како училиште се трудиме да учествуваме со наши ученици на што повеќе надпревари. Секоја година одиме на различни надпревари во зависност од интересот на учениците. Освен по информатика, ученици од гимназијата Кирил Печиновиќ добиваат награди и по другите предмети, но и во спортот.
Засилените активности против булинг и насилство во училиштата веќе даваат резултати. Министерот за образование Јетон Шаќири денес повика да се пријавуваат вакви случаи. По учеството на дебатата на ученици од средни училишта на тема насилство кај децата. Искуствата ќе бидат искористени за подготовка на нови правилници и прирачници по кои ќе постапуваат учениците, наставниците, но и родителите од следната учебна година. Сите пријави, без разлика какви се, имаат посебен сектор во Министерството за образование и наука, повеќе од 5 члена, што ги повикуваат службите од училиштата. За да го потврдиме ситуацијата, никогаш не кажуваме податоци кој го има пријавено случај. Дали трета страна, дали родител, дали никогаш не го кажуваме. После доаѓање на службите, на сите училишта, веќе се дојдени некои во Министерството, се побарат кој се закон, што имат постапено законски. Значи, дали е пријавен случајот, дали се известени родителите и од тие записници ние постапуваме. Значи, од секој случај Министерството во сега, во претходните ситуации, веднаш постапува, но не само Министерството, постапуваат и другите институции. Имате пример, каде што постапуваат Министерството за труд и социјална политика, но исто така и Министерството за внатрешни работи. Веднаш, кај нас добри примери се, веднаш таа хитна постапка од Министерството за внатрешни работи доаѓа во контакт со родителите и со детето и сите кажуваат дека не беше вистина тоа што го сакал да го потпише, но ова е сериозноста што треба да постапиме сите. Сите заедно да работиме на превенирање на меѓувршното насилство. Не е поинтата само ние од научен аспект нели да го кажеме. Да ги слушнеме учениците со што тие се соочуваат. Најбитно е нивниот глас. Ние зборуваме за сајбер насилство кое што е многу, зборуваме за тиктокот и за другите социјални медиуми. Но друго е нашата генерација, друго е од научен аспект кога проучувате, а друго е ти да ни кажат своето искуство. Не е само проблемот во образованието, од семејството ни потекнуваат, нели? Да видиме каква одговорност имаат и семејствата. Сите заедно да работиме на превенирање. Затоа веламе на ваква дебата сметам дека можеби ќе биде на иницијална каписла. Можеби ќе ставиме како се вели камче во мозаикот за да го направиме целосно. И за да смените некоја закон, некоја легислатива, некогаш не знаат каде е проблемот. Колку се ограничувањата и на наставниците, в случаите со работници во однос на казните на учениците. Креирањето на политики, стратегии, ако не бидат вклучени оние кои што се директно засегнати, едноставно и не се почитувани. Или ако сакаме да имаме добри правила, треба да ги прашаме и оние кои што треба да ги почитуваат. Дискутираат на 4 теми, односно која е улогата на насилството и како насилството влијае врз нарушувањето на менталното здравје, како училиштето може да влијае врз превенцијата, како да работиме заеднички да го намалиме меѓуврсничкото насилство и кои се релевантни чинители во општеството може да придонесат на намалување на врсничкото насилство. Државната комисија за спречување на корупција и денеска ја продолжи кампањата "Бидете херои на честноста во училиштата". Председателката на комисијата Билјана Ивановска упати апел дека родителите не треба да бараат врски за оценки, туку децата сами треба да си ги заслужат. За поедноставно спроведување на кампањата ангажиравме и глумци кои што се многу блиски до оваа популација на ученици кои што ќе успеат на нивен својствен начин, едноставен начин да им ги предочат проблемите со кои што се соочува нашево општество и да им укажат како на полесен начин да ги препознаваат и да ги следат позитивните примери, а не негативните примери. Во основа пораката што сакаме да испратиме од оваа кампања е транспарентност и интегритет. Значи без интегритет не може да има никој борба против корупција, па ниту ни дечињата. Зошто ни се важни децата? Затоа што тие се нашата иднина и тоа што денес ќе го сработиме ќе се рефлектира во иднина. Повеќе од половината, околу 60-70%, кажаат дека оценките биле се сведоци на незаслужени оценки. А причината за тоа е поради тоа што родителите барале врски. Така што мислам дека апелот треба да биде до сите, не само до децата. Децата се една категорија, меѓутоа тука се и родителите од дома и наставниците од тука. Родителите се тие кои што треба да воспитуваат, наставниците треба да образуваат и не треба да има мешање на едното и другото. Кога веќе детето дадено во училиште, треба да се има доверба во просветните работници кои што даваат се од себе за тоа дете да биде како што треба образувано. Не треба да имаат тие перцепција дека треба да се ослонат на родителите и тоа им е еден одговор, дека помош секогаш бараат од родителите,
Значи не треба тоа да го прават, треба сами да се борат со свое знаење, со своја умешност, а не со помош на родителите да ги добиваат оценките, бидејќи ви кажав, перцепцијата 92% е дека родителите бараат врски. И тоа е поразително. Значи мораме да работиме на тоа. Не е битно да бидат сите со петки. Значи затоа има оценка од 1 до 5. Битно е оценката да биде нивна, заслужена и да се стекна со знаење, не само со оценки. Во продолжение следуваат информациите од најновиот билтен на СВР Тетова. Вчера во 21 часот и 20 минути во СВР Тетово пријавено е дека на регионалниот пат Тетово-Јажинце во Джепчиште се случила сообраќајна несреќа во која учествувале две патнички моторни возила со тетовски регистарски ознаки: Volkswagen Tiguan управуван од ББ 68 годишен и Фиат што го управувал НН 74 годишен, двајцата од ова село, и мотоцикл со тетовски ознаки управуван од малолетник од истото село. Во несреќата малолетникот и 21 годишниот сопатник исто така од Джепчиште се здобиле со тешки телесни повреди констатирани во Тетовската клиничка болница. На местото на несреќата увид извршила екипа од секторот за внатрешни работи Тетово. Ноќеска 10 минути по полноќ полициски службеници на СВР Тетово на улица Илинденска во Тетово го привела 39 годишниот тетовец Ала затоа што се однесувал агресивно кон полициски службеници кои извршувале службени дејствија. По целосно документирање на случајот, Ала ќе се соочи со соодветен поднесок. Полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, целосно ја расчистија кражбата извршена на 16 овој месец во продажен објект во Гостивар. Осомничени дека се извршители на оваа кражба се џП 53 години од Скопје и НА од Република Косово на возраст од 60 години. Скопјанецот ден потоа, 17 мај, бил лишен од слобода во Скопје. Ја признал кражбата и против него ќе следува поднесок, како и против лицето од Косово. За 5 часа на Тетовско-гостиварското подрачје полицијата санкционирала 80 брзи возачи. 6 мина од нив ја пречекориле брзината за над 70 км на час. На подрачјето на секторот за внатрешни работи Тетово вчера од 14 до 19 часот била спроведена акциска контрола за брзина со која се движат возилата, а во која вкупно биле изречени 80 мерки, 49 во Тетовско и 31 во Гостиварско. 61 од мерките се однесувале на пречекорување на максимално дозволената брзина надвор од населено место. 6 пречекорувања биле за над 70 км на час, 14 пречекорувања од 50 до 70 км на час и така натаму. Покрај ова санкционирани се и 19 пречекорувања во населено место во Тетовско, како и 3 други видови сообраќајни прекршоци. На сите прекршители изготвени им се поднесоци и ќе се соочат со законски предвидените парични глоби, а пребрзите и со мерка времено одземање на нивните возачки дозволи од 3 месеци до 1 година. Секторот за внатрешни работи Тетово уште еднаш со апел да не се вози пребрзо, посебно на автопатот Гостивар Тетово Скопје, каде и најчесто се случуваат најголемите пречекорувања, но и излетувања од коловоз и сообраќајни несреќи со најтешки последици. Изминатава сабота во музеот на Тетовски крај беше отворена изложбата на фотографии на сараевскиот фотограф Нихат Нино Пушија. Фотографиите го отсликуваат балканското секојдневие, особено на маргинализираните лица на овие простори, кои се и во фокусот на творечкиот опус на Пушија. Изложбата е во организација на фотоклубот Шкрап, а ќе може да се погледне до 26 мај. Внимателно одбран колаж од фотографии направени низ објективот на сараевецот Нихат Нино Пушија, кој долго време живее и твори во Берлин, Германија, може да се погледнат во изложбениот салон на музеот на Тетовски крај. Балканското секојдневие на уникатен начин доаѓа до израз преку фотографиите на кои авторот вешто прикажува моменти од секојдневниот живот на луѓето низ Балканот во временски период од 30 години. Своето воодушевување за фотографиите и уникатниот стил на фотографирање него криеше и Драги Неделчевски, фотограф и еден од основачите на фотоклубот Шкрап, во чија организација е изложбата. Да бидам искрен, додека
другар ми Давор и колегата од фотогрупата Шкрап Давор Спасовски не дојде еден ден кај мене со комплет околу 30 на фотографии од Нихад Нино Пушија, јас немав слушнато за овој фотограф. Кога ми го покажа и каталогот и кога ми ги покажа фотографиите, овие што се тука изложени, јас бев воодушевен уште првиот момент. Јас се занимавам со фотографија повеќе од 40 години, имам прегледано во животов неколку милиони фотографии од мајстори на фотографија. Фотографиите од Нихад Нино Пушија ме освоија на прв поглед. Потоа се заинтересирав малку и за неговиот живот, затоа што фотографиите од секој фотограф всушност се некој вид огледало на субјективноста и на животот на самиот фотограф. Значи, сето тоа што е прикажано не само на овие, туку и на било кои фотографии, често пати, ако сте и психолог добар, може да ја видите личноста на фотографот. Како што истакнува Неделчевски, маргинализираните лица и нивното соочување со суровоста на животот се во фокусот во творечкиот опус на фотографот Нихад Нино Пушија. Неделчевски дополнува и дека тоа што го издвојува Пушија како фотограф е неговата сочувствителност со луѓето фотографирани низ неговиот објектив. Како фотограф, значи во Берлин, Нино Пушија нашол плодна почва, и тој цело време всушност ги фотографира луѓето кои што биле оттргнати од својата грудка и од своите поранешни животи и се обидуваат во новиот свет и во новото време да се снајдат. Значи, главно негова тема се бегалци, роми, луѓе од ЛГБТ популацијата, луѓе од маргините на животот и така натаму. Тоа не е ништо ново, има и други такви фотографи, но тоа што мене ме одушеви кај него, низ неговите фотографии, ако ги погледнате овде околу нас, ќе видите дека има многу емпатија, значи има многу љубов за тие луѓе. Всушност и неговиот живот бил откорнат од оваа грудка и веројатно може би и фотографијата ја користи како некое средство или за самотерапија, или за пронаоѓање на сопствениот загубен идентитет. И тоа го прави навистина мајсторски. Давор Спасовски од фотоклубот Шкрап пред нашата камера раскажа интересна случка за тоа како фотографиите на Нино Пушија се најдоа на изложба пред тетовската јавност. Некаде декември минатата година ја имав прилика да го посетам мојот брат кој живее и твори во Минхен, во Германија, во неговото мало ателје. И во тоа прилика, знаејќи дека сум јас љубител на фотографијата, ми рече погледни една монографија од еден мој пријател. Фотографија, викам, многу е добар. Ја разгледав убаво, се работеше за доста голем волумен, да кажеме, неколку стотини страни, и заклучив дека се работи за извонреден фотограф, професионалец, чиисто содржини нам ни се блиски со социјала од овие краишта, од други краишта, маргинализирани групи на луѓе и така натаму. И дел од тие фотографии ми останаа во подсвест. Некаде почетокот на оваа година, едно саботно утро, тмурно, во Скопје со семејството, со ќерка ми, решивме да појдеме на изложба. Имаше една групна изложба на фотографии и други уметнички дела во една национална установа, нема да именувам сега. И јас ги разгледав фотографиите и некако ми делуваа многу познато. Се сетив дека се работи за Нихад, со едно воодушевување и со возбуда побарав да ме фотографира ќерка ми, ги испрати фотографиите на брат ми и не помина долго време, добив интересен повик, апел за помош. Имено нашата национална установа во недостиг на средства, на буџет, му кажала на Нино дека може да задржи само неколку фотографии, останатите не може да му ги испрати по пошта и ќе мора да ги уништи. Се разбира, јас се нафатив на тоа да помогнам, да ги задржам, во прва прилика да ги испратиме во Берлин. При тоа ги споделив веднаш со моите пријатели и колеги од Шкрап. Заклучивме заеднички дека се работи за извонредна можност за одлични фотографии и решивме дека ќе организираме изложба во Тетово, да го споделиме тоа со тетовската публика и да уживаме, се надевам, во фотографиите. Инаку, изложбата на фотографии од Нихад Нино Пушија ќе биде отворена до 26 мај.
е се што подготвивме за денешното издание на регионалните вести. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно!